Почитувани гледачи, добро дојдовте ново издание на Агроспектар, вашата емисија, редовно која што се емитува на програмата на КТВ секој четврток премиерно и во текот на неделата репризно. Секогаш ги следиме случувањата во аграрот, нудиме совети за квалитетно земјоделско производство, така ќе биде и во ова издание на емисијата. Променливото време, нестабилно, со најави за врнежи од град, продолжува и понатаму. Оваа година Македонија нема заштита од градоносни облаци, што значи земјоделството е оставено во Божи раци, што би рекол народот. Дали и какви штети би имало оваа година од градот, останува да видиме, но веќе земјоделските култури се соочуваат со проблеми по здравствената состојба, по квалитетот, родот и приносот, бидејќи продолжува константното променливо време, варијации на температура, чести приврнувања, сончеви периоди и така натаму. Како ова се одразува, што се случува во овој период во аграрот, ќе говориме во емисијата со нас е професор доктор Исто Вучков. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Токму тоа што го целосно опфативте е вистинскиот случај на теренот и состојбата во која се наоѓаме. Влегуваме во овај јуни месец, наместо консолидација на времето, зголемување на температурите и еден виден квалитетен пораст на вегетацијата, ние се соочуваме со се уште турбулентно време, проследено со брзи промени, посебно климатски промени на температурата, врнежи од дожд, и град. А таквото нешто трагично е и нашата предпоставка е дека сето тоа нестабилно време ќе не следи до крајот на јуни, а ние тек влегуваме во јуни. А сега е периодот најчувствителен и за виноватало за предцветање, соцветање и последцветање, а ние ќе имаме пак такви непредвидливи локални врнежи од дожд и што е најважно, бидејќи температурите се доста високи веќе, можни се во текот на овие 10 дена кои се пред нас да имаме и како добра градобитност со големи штети во земјоделското производство. Тоа значи, професор, дека оваа година не може да се планираат количини на храна која што ќе се производи, бидејќи се уште е непознато што ќе се случи со културите. Токму така. И сето тоа што вие го рековте, што држи да луѓе вработени од буџетот земаат средства, да не размислаат навреме да се обезбеди сребрењодит за успешно заштитување од градобитност, посебно на виновата лоза во Кавадаречко, што не е помалку значајно и на градинарски култури и други култури на отворено. Но таквата немарност, таквата несериозност, таквата произволност према земјоделското производство трае цели 30 години од осамостојувањето. Значи, за земјоделското производство тоа е трагично да ние сега се подпреме на осигурителните куки, а генерално, стратешки гледано, Република Македонија треба да добие производство. А ако градот падне, да очекуваме осигурителните куки дека ќе не дотираат со нешто, со што ќе дадат средства, направена штета за $1.000.000 ти дава 10.000 или 5.000. Едноставно кажано, сето тоа што е направено на име пропуст со сребрењодитот и заштита кон земјоделското производство е еден добар чин на видување дека за земјоделието, луѓето што ја водат државата, воопшто не размислуваат по однос на тоа како да се заштити, како да се унапреди земјоделието, но многу се сјајни по тоа да замрзнуваат цени на земјоделски производи, тоа увезени од Албанија или од други земји, со еден збор трагично, но вистинито е дека имаме нагол пат на производството, нагло бегање на младата работна рака од државата и од земјоделието посебно,
А сето тоа, нашата власт мислат дека ако не примат во Европа, ние ќе бидеме сјајни, а не дека ќе имаме една голема зависимост од увоз на храна. Но тоа не е место за таква дискусија на нашата земјоделска емисија, што на еден начин доаѓа до израз, то бидејќи овие маки ние ги чувствуваме секојдневно со земјоделските производители. 3 децени аграрот е во таа надолна линија на паѓање, пропаѓање и не се случува ништо позитивно, барем не толку силно за да може да го задржи производството или да го зголемува сточниот фонд или да го одржува барем на бројка од пред 15 на години. Кој го води аграрот? Каде го води аграрот? Никој не внимава на тоа. Дека таму треба да дојде човек што бил во аграрот, што знае кои се проблемите во аграрот и што ќе знае да ги реши проблемите. Што се случува со одгледуваните култури, на што се ангажирани земјоделските производители? Рековме дека ваквото време им создава маки, треба поинтензивна заштита, редовна навремена. Точно е тоа, дека луѓето се во една акција по однос на тоа, следејќи го секојдневно времето, локални врнежи од дожд на едно место, локални врнежи од град на друго место. Значи, скоро секој локалитет има некаква неприлика со врнежите. Од дожд или од град. Трагично е што до крајот на нони, како што реков, ќе имаме уште врнежи од град со поголем обем и штетите ќе бидат поголеми. Но тоа не значи оние локалитети или производни реони кои се фатени од тие олујни дождови. Дожд, да после дождот имаме сонце, тоа е чиста болест. Тоа е провокација, губење на имунолошкиот систем на културата која се одгледува. И тука имаме веќе појава на пепелницата во одредени локалитети веќе точно пред цветањето на гроздот се присутни. А тие доаѓаат тек после цветањето и тука имаше една борба за успешна заштита. А сега, бидејќи немавме зима, имаме голем потенцијал кои на вистина ќе причини доста големи штети, сега се невидливи. И сега голем дел од производителите, професор, јас не прскав или со сода испрскав. Значи, и тука има едно големо разочарување од откупната цена, од начинот на прием, од интересот за грозието и така натаму. И сето тоа не води кон една навистина стрма долнина каде што земјоделието кое беше стожер, како што рече Киро Глигоров, аграрот е се што имаме, ако му посветиме внимание, дека ќе видиме земја точно што ќе не посака Европската заедница. Но луѓето кои не сега водат, мислат дека Европската заедница е таа што ќе нас не избави, а не позадината да имаме квалитетно производство, органско поможно и да бидеме интересни со брендирани производи на пазарот. Можностите ги имаме, бидејќи условите ги имаме, типот на земја го имаме и остатокот на млади луѓе што се уште сака да работат, но тоа е неприметливо, непрепознаено од луѓето кои не водат. И тука веќе младиот свет не сака да оде во производство. Тоа е евидентна работа која јас ја лично чувствувам од 2-3 клиенти кои ги имав, преку 65% се во странство. И останати се нивните родители со 65-70 години по 1-2 фолии гледаат. А во своје време тие брачни парови произведуваат по 150-200 до 300 тона храна едно семејство. Дали тоа ќе биде бостансто тона, дали ќе биде зелка, дали ќе биде пиперка, домата, кикирики и така натаму. Сега тоа го нема и селата 74 Струмичко, да го земам како пример. Ако ви кажам дека точно голем дел од површините или не се работат, или сега во поново време има некое движење на површините, што е трагично, првокласни, се градат фотоволтаици. Кој тоа дозволил?
да се гради фотоволтаик на прва класа земја, кој тоа дозволил на прва класа земја да се гради некој објект индустријски и така. Тоа е трагедија на нашето време. Како тој ќе се квадрат решава? земја ние не можеме да го вратиме чим му се стави цемент. Како Тоа ќе се решаваат не овие допира до проблеми, никој. професоре? Еве увезуваме градинарски култури од Албанија, па обвинувања дека тие се токсични, дека имаат пестициди и така натаму. Како ќе се средуваат овие проблеми во аграрот кои што се напластени и се таложат и се множат? Тие проблеми многу лесно се средуваат. Сега таа преписка, тоа е чиста популистичка меѓупартиска работа. Бидејќи граничните премини, со фитопатологот сноси одговорност да земе од анализите, да види у лабораторијата ако има повеќе ppm од резидуи од дозволеното, тој камионот не го пушта. И завршење. Сега, тоа што го прават, тоа е само такви партиски игри. Тоа значи дека фитосанитарната служба дозволила и покрај утврдените повисоки концентрации на резидуи во производот да влезе на пазарот, да дојде до трпезата. А што значи тоа хемиско средство кое што го има во доматот, во пиперката, во крставицата, кога ќе биде консумирана од граѓаните, а веќе податоците кои што ги имаме се фрапантни дека секојдневно расте бројот на болни од канцер во Република Македонија. Особено еве и во Тиквешкиот регион. Колку има точно од тоа? Што опозицијата сега напаѓа така? Од друга страна, реално гледано, со номенклатурата на луѓе кои се на гранични премини, по различни партиски или било кои линии ставени за инспектори за тоа, квантум на знаење нема, методика на утврдување на резидуи, лаборатории немаме спремно, може да има и такви пропусти. Но не може да се тврди така и да се јавноста дезинформира и сега вие се создава паника кај граѓаните. Загрижен и паника ствара, децата јадат домата, јадат краставица која е имала отров. Сега, колку е тоа точно? Каде е обвинителството? Да го викне тој човек што го има пријавено тоа, врз која основа го има пријавено, да се утврди и доколку и постои таква работа. Да се има одговорност како што е одговорност, добра одговорност. Меѓутоа ова е, еве да кажеме, шпекулација околу увозно производство. Што со домашното? Кој го контролира домашното производство? Колку еден градинар кој што произведува, да кажеме, 2-3 декари домати, совесно и одговорно ја врши заштитата? Или овоштарот со јаболково ресен? Тоа сакав да го кажем. Вие добро го покренате сега тоа прашање. Ние гледаме од страна да не ни влезаат производи со резидуи. А дома може да има. Прашањето сега на нашето министерство. Како заштитува еден лозар во Кавадарци? Под чија контрола, по некакви линии се носати од за грозовиот молец имало нов препарат од Турција, што бил многу јак, што уништувал грозовиот молец. А резидуи давај каренцата 45 дена и така натаму. Што значи и отровно грозје. Така е. Но, ние, јас повеќе пати во овие наши емисии, тие имаат едукативен карактер. Ако мене прашате, сегашната состојба во нашиот аграр е чиста стихиска. Зошто го зборам стихиска? Не случајно го зборам и со одговорност го зборам. Производителот е оставен на своја глава да заштитува своето производство. Меѓутоа тоа е така од осамостојувањето на државата и никој не води грижа кога се прска со што, какви средства се користат, кои хемиски соединенија влегуваат во нивите, што потоа, што со подземните води и така натаму. Не, едноставно не е организирано, бидејќи тие служби 30 што ги има за на теренот. Тоа се клетки
за служба вика за унапредување на земјоделието. Вршат ли тие Има анализи 5-6 на те, агрономи. да скинат Тоа треба домата и да ја занесат во лабораторија да проверат какво производство има Тоа македонски јас за сега единствено мојот сервис во Струмица доаѓаат луѓе, прават анализа и врз основа на анализата става ѓубре. Врз основа на дијагнозата што јас ќе ја воспоставам во лабораторија, тој прска. И тој не прска 8 пати, прска само 2 пати или 3 пати. Ова повеќе пати го кажуваме, меѓутоа се уште суштината на овој проблем не доаѓа кај голем дел од земјоделците. Ме интересира дали штетно може да се одржи врз здравието доколку земјоделецот паушално фрла вештачки ѓубрива, доколку почвата нема барање за такво нешто, посебно за таа култура, и дали тоа штетно ќе се одржи врз здравието доколку е над границите кои што се потребни. Точно така. Значи штетата е голема, бидејќи медицинските центри ако сега имаат една доблес да направат контрола на секој поединец, ќе се јават многу проблеми со здравието кај луѓето. Една од причините е тоа што земјоделскиот производител произведува стихиски. Значи, нестручен пристап во земјоделското производство. Посебно оваа година ќе видите двократно ќе се зголеми употребата на пестицидите. Затоа што имаме нестабилно време. Имам производители, ми вели професор, јас веќе трет пат кога го прскам. А лозата е тек во предфаза на цветење или тука почеток Смедеревката почнува со пообилно цветење. И тој едноставно го нема квантумот на знаење, ја нема грижата, и јас сум многу наврати во нашите емисии изборам, тоа што го видов во Грција. Како еден реон, еве Кавадаречкиот, има таква екипа, каде што прави анализа и му кажува кој е ѓубре, колку да стави. Сето тоа врска на државата, прскањата. Секој лозар пред да се качи на тракторот, ќе помине од кај службата, ќе види на таблата дека за следните 24 часа или 48 часа треба да извршите прскање на виновата лоза. Што доколку не изврши? Е остварена примерната зараза. Што доколку не изврши, бидејќи он знае повеќе од луѓето кои што се одговорни. Тоа е и проблемот. Не он не да не изврши, него он го тоа претходно извршува, непотребно троши. Кога не потеро, имам пред 2 дена ми се јави човек, професор, ја кога беше на голо, вика, не тргната, вика, 2 пати ја испрскав лозата. Значи, потрошил средства, ама без никаква потреба. Оно, може би, некој му рекол сега, од аптекарите, бидејќи имавме блага зима, и јас бев присталица на потенцијалот, што е голем, преживеен, да пред почетокот на вегетацијата се врши едно обилно зимско прскање. А обилно зимско прскање подразбира еден чин на оквасување на сите родни ластари што се оставени, за да имаме уништување на зимските форми на болести, па и штетни инсекти и така натаму. Но сегашната состојба, како што ме прашавте, стихиското прскање, ова година јас знам дека ќе има, тек е почеток, сега веќе има пред почетокот на цветење, доколку не се квалитетно испрска виновата лоза. А времето е такво какво што е, не се стави прилепител, не се оди со квалитетна системична комбинација компатибилна, кај виновата лоза ќе имаме големи штети на уштрб на квалитетот на виновата лоза. Сето тоа е тесно поврзано со слабата едукација на земјоделските производители. Тие, како што рече ти, има искомплексирани луѓе што мислат, јас сум имал контакт со луѓе. Професор, јас сум пораснал кај лоза, во виновата лоза. Тој може да е пораснат, може да има пракса, но науката и струката е една која треба да ја разбере. Во негова корист е економичното, квалитетното и стручно прскање, кое ќе ја заштити виновата лоза, со крајен епилог, визбата да му каже, ќе ти го примам грозијето, имаш 24
шекерни единици, имаш квалитетно грозје, немаш ботритис, немаш оболени гроздови и така натаму. Тоа ние сакаме преку ова наша едукативна емисија да ги на еден начин усмериме земјоделските производители. Да не ги фрлаат парите во дела, кога производот не им е вреднуван, да не фрлаат пари непотребно. Консултацијата со стручно лице, еве јас многу пати го велам тој во емисијата, без никакви надокнади, што не само докторатот, сите мои досегашни активности, едноставно сакам да бидат во функција на земјоделскиот производител, да има помала потрошувачка на препарати, тоа значи зачувување здравје на консуматорот. Да има стручна примена на препаратот, да има здраво производство, да извади квалитет кој визбата нема да го врати. Затоа што враќањето од визбата, голем дел од луѓето си користеа алиби, демек не е од таа партија, некој од друга партија, што нема ништо заедничко. Јас сум потполно убеден, сите винарски визби сакаат квалитетно грозје со добри шекерни единици да извадат квалитетно вино, квалитетна ракија. А тоа што го они зборат потисум од таа партија, па не го сакат. Нема воопшто точно тоа. Квалитетот се продава на пазарот и тоа е. Квалитетот одлучува за се. Еве во насока на само да го докажам тоа. Моето лично мислење, имаме специфична година со врнежи, која ќе трае и во јуни и во јули. Едноставно ќе имаме многу лоша производна година за лозарите и за градинарите и за овоштарите. Будноста нивна, чим приметат почеток на некаква појава. Дали е тоа минер, дали е тоа лисна вошка, дали е тоа пепелница, дали е тоа било која краставост и така натаму, или фомопсис и така натаму. Нека се консултираат со стручно лице. Нека изберат право стручно лице, да имаат економична заштита, да не трошат џабе, и да имат квалитетна заштита, да гледат, да крајниот епилог е да фамилијата биде задоволна од тоа што набрала од грозјето, а визбата ќе каже да, твоето грозје ќе го примаме затоа што е здраво и има шекерни единици. Нема тука друга предрасуда што ја наметнуваат некои од тие кои прскаат нестручно, немаат квалитетно грозје, цело ботритис и оде на визбата му го враќат. Еве, таа партија од тие, не сум од таа партија, ме врати. Тоа нема ништо заедничко со вистината, бидејќи квалитетот, како што реков, е доминантен, што одлучува за понатамошната екзистенција на винарските визби. Чим има квалитет, тој ќе има првокласно вино, што мене ме радува што Кавадарци го има тоа и што на секое надпреварување на европско ниво и па и на светско, тиквеж добива златни медали, значи најдобри квалитетни вина благодарение на понатамошната енолошка доработка на производот од грозјето. Со еден збор, да не ги мешаат нештата, туку основната, базичната работа е земјоделскиот производител. Пред да си стави раката во джеб, нека се консултира со стручно лице. И имаме институции да ги побудиме да сватат дека тие зимат пари од грбот на земјоделскиот производител. И дека треба да му помогнат на производителот како, на кој начин да биде со поекономична заштита, со поквалитетна заштита и со поквалитетно производство со кое ќе излезе со гордост на пазарот или во визбата. Ќе може да го наплати по подобра цена. Ево насока на едукација следува прилог кој што говори за новини од фитофармацијата. Во склопот на оние прилози кои ги даваме во едукативните емисии, секогаш вградуваме нешто ново кое навистина од светски размери фитофармацијата со
оној интензивен развој и како значаен со доприносот кој го дава во успешна заштита на земјоделското производство. Ние во повеќе наврати збориме дека хемиските индустрии го препознаа на суштинското, како да не се оди со оние отрови од прва група, која во свое време во 60-те, 70-те години беше присутно, дали метилбромид за нематодите, дали некои силтрациди, дали некои други тешки отрови од прва група, и тога се дојде до еден заклучок дека се токсифицира буквално производството, а сето тоа делува штетно врз здравјето кај луѓето. Затоа во поново време, со овие прилози, пак ќе кажеме, се наметнува една новост, која пред се е со оној респект према штетните творби во производите, резидуите и оние ефекти да ги постигне препаратот, а при тоа тие резидуи да немаат штета по здравјето кај луѓето. Ние пред неколку емисии зборавме за оние спинозите како новост. Фактички тоа е производ од бактерија, почвена бактерија која на еден своеврсен начин се трансформира, се произведува и делува со своите својства врз штетните инсекти. И денес ќе кажеме нешто за еден таков нов инсектицид. Тоа е Delegate 250 VG. Што тоа представува за не само кај нас, него во светски размери? Делегејтот, како чиста новост, припаѓа токму во инсектицидите од една нова генерација, која припаѓа на групата од спинозини, содржајки спинотерам, кој 250 грама, кој нешто е итекако како активна материја, значајна за ефикасно делување према штетните инсекти. И мора да кажеме дека спинозините, добиени со ферментација на почвена бактерија, Сахаропулус спиноза, со таа хемиска модификација, значи спинозините и спинотерамот, како втора активна материја, делуваат итекако ефикасно за успешно сузбивање на штетните инсекти. Тие, со таа синтетичка модификација, делуваат со силно инсектицидна ефикасност и долга резидуалност, што на производите на база на спинотерамот им обезбедува ефикасна контрола врз штетните инсекти, кои ги имаме во повеќе такви ентомолошки класификации, делува на лепидоптерите, на диптерата, на колеоптерите и голем број други штетни инсекти. Што е значајно со првите резултати и зошто ние го преодицираме денес делегејтот како еден нов инсектицид? Ние знаеме дека во овоштарството евересенскиот дел со јаболкото, со карпокапсата, каде што одат од 20 до 26 третмани, многу тешко се излегува на крај и карпокапсата пак ја има во размери која прави големи штети. Или кај псилата, кај крушката, на многу насоди од крушка во Република Македонија, псилата на вистина е се уште нерешлив проблем, бидејќи со нејзиниот циклус на развој, нејзината она сама морфологија
и нејзината мудрост или и троќе да едноставно одбегне оние делување од инсектицидите, тука со делегейтот е постигнат фантастичен резултат за псилапири и за карпокапса помонела. Тоа се два големи штетника во овощарството, за кое нешто мора да кажеме дека е постигната на вистина висока ефикасност и практично во последните циклуси од развојот на јаболката и крушката. И тука мора да кажеме дека делегейтот го положи оној прав испит и голем дел од овощарите збора, ако со псилата имав проблеми со примената на делегейтот, каде што тој нема друга предрасуда освен ефикасно делување и на имагото, а уште подобро тој ларбициден ефект кој го постигнува со квалитетната апликација на овој препарат. Значи, во главном, делегейтот, првичните резултати, бидејќи се работи за една новост, кои се постигнати во овощарството, и како делегейтот си го има веќе својот простор по однос на ефикасноста. Значи, тоа е една од многу важните работи. Значи, за јаболкото и за крушето имаме исплатливост, тоа значи економска оправданост, сигурност при заштитата, нема кикс, и одржливост, што е многу значајно да имаме еден континуиран чин на заштита, кој е нешто секако заслужува внимание за негова понатамошна употреба. Со што е карактеристиката на делегейтот при апликативниот дел? При апликацијата, нормално тука стручниот дел и моментите на апликацијата се доста значајни, бидејќи рековме дека сепак ларвицидното делување е доминантно и многу важно во успешноста на заштитата, бидејќи ларвата е таа која две или три пресвлекувања чинаат нејзина интензивна исхрана, а тоа значи правење на штета, дали на листот, дали на плодот и така натаму. Значи, сепак за секој препарат, тоа во главном од стручен аспект го збориме, дека е неопходно стручно познавање и одредување на правите моменти на третирање. Ако ние следиме псилата, да кажеме, крушкината болва, од самиот почеток при развојот на пупките, при пилењето на првата ларвениот стадиум, и го одредиме кога е тоа максимално пилење, и одиме со делегейт, тука имаме фантастични ефекти, кој нешто секако е предусловот за квалитетна, комплетна заштита од крушкината болва. Ако нешто изостанало, што секогаш има пролонгирање на генерацијата, тука вториот третман веќе е сигурен, чистач, и тука ќе имаме квалитетна круша, нема да имаме онаа меден секрет кој го фрла псилата, каде што лисјата стануваат целосно од благо, така велат барем производителите, листот е цел, па после тому доаѓаат некои сапрофитски габи, наплодуваат, рги и така натаму, и тука плодот нема никаков изглед, растението нема фотосинтетски активности, бидејќи тука се наслагаат многу овие сапрофитни патогени. Освен високата ефикасност и изразеното почетно и долготрајно делување, мора да кажеме дека дозите на примена на делегейтот се минимални и буквално нештетни за животната средина. Значи, тоа што од стручен аспект до сегаш потенцираме, со
со тој специфичен механизам на делување. Делегейтот фактички делува на појавата на онаа вкрстена резистентност која кај голем број инсектициди си има случајно, да наредната генерација веќе биде отпорна на тој препарат. Тука имаме еден специфичен случај каде што таа вкрстена резистентност не го дозволува тоа и ефикасноста на средството е секогаш професионално на највисоко ниво. Значи, тој поволен екотоксиколошки профил со многу минимално влијание на корисните инсекти обусловува да ние кажеме дека делегейтот е препарат кој треба да си го најде своето место во овоштарството првично, каде што оние првични проблеми кои ги имаме, како што ги рековме, псилата и карпокапсата, како значајни проблеми, економски многу важни, да ги нив држиме под контрола со примената на делегейтот. И тоа, мора да го кажеме, делегейтот е компатибилен со други средства, фунгициди, и што е важно, може слободно во оној интегрален процес, во интегралното производство, слободно може да се користи, затоа што и каренцата му е навистина многу мала. Друго што е важно, кое треба да го ние знаеме за делегейтот. Тоа, во тој механизам на делување, рековме, има изразито контактно и дигестивно делување. Што тоа значи? Значи, со примената чистка прави на оние најчувствителни ларвени стадиуми и она второто, дигестивното делување, со начинот на исхрана покасно, значи продолжено делување, тој го постигнува целосниот ефект кон штетниот инсект, не дозволувајќи му да тој понатаму прави штети. За значајното нашиот стручно-практичен аспект, бидејќи во своје време пиритроидите, во своје време другите инсектициди, многу брзо инсектот се прилагодуваше и стекнуваше одредена резистентност и додека ние го почувствуваме тоа, тој зимаше замав и правеше штети. А тука таа резистентност навистина е важна работа и дека не е забележена на вкрстена резистентност од другите инсектициди од групата на спинозилите. Токсиколошките особини веќе ги спомнавме и нивната одлика за висока ефикасност е евидентна и делувањето на одредени корисни организми, како што е групи од инсектициди кои ги имаме, каде што тие бришеа се живо и корисно и штетен инсект, тука веќе со употребата на делегейтот имаме многу мали или незначителни действија на корисните инсекти. Со еден збор, едно сме убедени во тоа дека делегейтот како новост која навистина заслужува внимание, тука Хемомак секако е за почит и респект кои такви и сличните такви препарати од групата на спинозините ги вградува веќе во програмскиот дел на заштитата на растенијата во Република Македонија. Во догледно време ние ќе имаме навистина и ефикасна, и квалитетна, и економски оправдана заштита. Сето тоа производителите, гледачите кои имаат своји насади од крушка, од јаболко и така натаму, не друго, само нека опробат, ќе видат дека делегейтот ќе стане нивни успешен сојузник во квалитетно и успешна заштита на нивниот насад.
Професоре, на крај сме од ова издание на Агроспектар, што ќе им порачаме за крај на гледачите земјоделски производители? Во контекст на тоа што претходно го зборавме, овој еден регулатор на порастот, кој го видовме во едно убаво лабораториско прикажување, препитомено да биде разбирливо за земјоделските производители, значи како регулатор на порастот на растението. Фокусот кон родните папки, фокусот кон онаа мотивација на имунолошкиот систем на растението, биостимулаторите и овој препарат. Тоа се новини кои треба да ги препознае производителот и со нивната апликација тој го јача прво имунолошкиот систем на растението, второ го провоцира максималниот негов генетски потенцијал за родност од одредена сорта која се одгледува. Сите тие работи, јас се трудам да ги уедноставам во овие лабораториски видувања и гледате и сами овие 15 на 20 минути, се трудев регалисот како еден регулатор на порастот. Во кој момент на диференцираните папки, за родни, во кој однос треба да се стопираат оние филизи или водопии кои се крадачи на храната буквално, а не се корисни. И нив плюс овој препарат, јас сегаш препорачувам водопијата чим дојде 4-5 сантими, кога е уште мала, треба да ја остранеме. Зошто? Не дозволуваме да таа троши храна која е наменета за родните папки, за родниот потенцијал на дрвцето. И со неговото отстранување кога е младо, не ствара рана, за разлика од тоа кога јаловаците гледам во некои насади, оставени по 1 метар, па после тоа ги сечат. А тој ластер го фрлат после цел трактор, вика види колку шума фрлив. А таа шума се треба да биде трансформирана во родните папки, во род. И тоа кога им кажам, на дел од овоштари имам и делувано, посебно во ресен, каде што тие знаат од почетокот после цветењето, почетокот на образување на плочењето. Сите тие водопии кои излезат од слепо окце, не се родни и така натаму, тие уште кога се мали, многу едноставно ги отстрануваат, а со тоа потенцијалот се усмерува кон родната папка, кон родот веќе што е оформен и тука дрвцето си добива еден нормален чин одгледување со нормални плодови, уедначени плодови и така натаму. Затоа што го немаме тој лоповот, што го викам јас јаловакот, кој кради храна од јаболкото, да кажеме. Али тоа е случај и кај крушата, тоа е филизењето и кај виновата лоза, ако знае да го направи производителот, кога се изфрлат гроздочињата, се знае кој грозд е валиден, до него има од слепо окце избиено. Па тоа ќе го отстранам, тоа троши храна непотребно. Нека се лоцира храната на гроздовите и на тој плоден ластар. Тоа се ситни работи на изглед, но стратешки многу важни за добивање на уедначен грозд. Зашто некои производители што го тимарат лозјата, значи го знаат тоа и го прават, и кога ќе дојде до берба на гроздето, кога ќе влезеш кај неговиот насад, гроздаците сите добро оформени, со уедначени зрна, и сега голем дел од лозарите, и како го постигнуваш тоа? Па тоа е основата за постигнување на тоа нешто. Тој го научи тоа и вика, професоре, тоа е голема школа за мене, да не дозволам јаловаците да ми ја крадат храната и после гроздото стана со ситни зрна. И едноставно запечува и нема приносот што го очекувам. Така да, тоа се само детали за кои има многу нешто да се каже и затоа секој кој има било какви проблеми
од нашите гледачи, а емисијата е гледана и во Свети Николе. Имам согледување дека голем процент на земјоделци ја следат КТВ телевизија, токму таа едукативна емисија е интересна за нив да слушнат. Може слободно да се јават, секога сме на располагање без никаква надокнада да подпомогнеме на луѓето со стручен пристап како и на кој начин да имаат економско производство, квалитетно производство за нашиот и за странскиот пазар. Ви благодарам за учеството и во ова издание на Агроспектар. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, благодарам што бевте со нас. Се гледаме за 7 дена со ново премиерно издание на Агроспектар. До тогаш имајте секое добро.